Благодарам председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван народен правобранител, почитувана колежка Силјановска. Зборувате за ограбени ученици и за тортура врз средношколците. Уште колегите од опозицијата не одговорија на поставено прашање од мене лично и од поголема група пратеници од нашата пратеничка група. Каде се 9 милиона кеш евра пари дадени од родителите на средношколците во Република Македонија кога вие бевте на власт во периодот од 2002 до 2006 година и родителите со платена партиципација кога учествуваа во така нареченото бесплатно средно образование во Република Македонија. 9 милиони евра кеш собрани од граѓаните на Република Македонија. Тоа е, според граѓаните на оваа држава, вистински грабеж и тортура врз средношколците и нивните родители во нашата држава. Пак зборувавте за аболиција. Јас уште еднаш ќе го повторам прашањето. Кој во моментот е единствениот аболициран политичар во нашата држава? Кажете пред граѓаните на Република Македонија. Зборувате аболициран овој, оној. Кажете го со име и со презиме. Кој во моментот, според сите законски норми во нашата држава, пропишани, е аболициран политичар? Верите, повреда на приватноста на илјадници, граѓани и така натаму и така натаму. Кој прислушкувал и како прислушкувал, тоа ќе го докажат надлежните судски органи во нашата држава. Но македонските граѓани видоа една вистинска реална ситуација со помош на камерите од телевизиите национални, приватни, државни и така натаму. Милиони или над милиони телефонски разговори во специјалното јавно обвинителство, вашето омилено обвинителство, ги однесоа раководителите на една политичка партија кои ги поседуваат тие снимки. Кои беа тие? Ево одговорете пред граѓаните на Република Македонија. Дали тоа беше раководството на ВМРО ДПМН, ако ги поседувало, или тоа раководство на политичката партија која што на вистина ги поседува тие милиони разговори? Мислам дека малце се однесуваме неодговорно кон интелигенцијата на собствените граѓани. И има непобитни докази кои што граѓаните на Република Македонија исто така ги видоа. Тие што лично прислушкувале, го признаа сето тоа и се виде на очиглед на целата македонска јавност нивната соработка со одредена политичка групација. Дали е тоа политичката групација на ВМРО ДПМН или е политичката групација односно раководството на СДСМ? Значи, тие работи, мислам дека вие сте пратеник и би требало да ја одговорите на македонската јавност. А во однос на протестите на ученичкиот и студентскиот пленум, оваа влада и ова раководство на ВМРО ДПМН најде храброст, најде сила да разговара и со студентскиот пленум и со ученичкиот пленум и од овие разговори дојдоа соодветни резултати. Иако некои од прашањата и барањата беа тотално неосновани, само момент, се извинувам господине председателе, замислете барањето на ученичкиот пленум беше да ученици кои што завршуваат математичка гимназија да не полагаат испит по математика во матура. Благодарам.